Почела sam сетам дека да оставим така сами. Слушаме ли соплоци? Еднаш дори покуша да дам. Хайде, чао. Чао. От школата право дома. Айде. Јас сум Даниела Стојчева, имам 24 години, имам 3 деца и сум од Неготин. Токму толку, само 24 години, а многу лузни. Животот ја ранил без предупредување, а детството и било весело. Убаво. Со мајка и со татко до 15-та година. После една година седев сама со тато, мајка ми не беше со нас, се замина, се остави ја и после една година се омажив. Ова е сублимат на приказната, а деталите болат. Тогаш беме многу мали и секој проблем го гледаш и го сваќаш. Кога има проблеми, не можеш ти да се втурнуваш да му го решиш проблемот. Па решија да се остават. Јас не знаев дека ќе се оде. Не знаев, јас одев на школа, бев средно и не знаев дека ќе се оде. Тато ми се јави, ми вика, мајка ти више нема. Јас не можев да се соберам. Пред се да израстнеш ти без мајка, а сепак жива. Даниела имала 15 години кога мајка ѝ решила да си замине. Таа вели дека во домот имало недоразбирање, ама таа и брати кој е 7 години помал од неа биле премногу мали за да се мешаат, а морале да пораснат преку ноќ, за да се приспособат на ситуацијата. Иако Даниела не се предавала. Ако ми веруваш, барав една недела, не знаев каде. Сите можни роднини ги прашував, значи има сепак, брат ми беше мал, те бара, значи му фалиш, ама немаше никаков фабер. И денес е болно кога ќе се сети како во еден миг и се срушил светот. Кога ќе се сетам, душичке ранета. Почела sam сетам дека да оставим така сами. Со татко, што татко не може да се грижи. Сепак колку може он да се грижи за децата. Не можеш да му речеш, мене тато, ова ми е потребно. Можеш, ама друго е на мајка, кој ќе кажеш, друго е на татко. Баба беше секој пат и до ден денеска е одврамене, без разлика на се, и ми помага и финансиски и се. тогаш ми било најтешко. Ти кажа ли зашто ве остави? Не, ми кажа само не можам да живеам повеќе со твојот татко. Кој ли да ти пее на белиот цвет? По заминувањето на мајка ѝ, теретот паднал на нејзе, како жена која морала да го носи товарот на куќата. Тука била и баба ѝ, меѓутоа таа била вработена. Што поправо да биде Даниела, девојка, ученичка, мајка или сестра. И тато на работа, јас
треба да направам ручек, без разлика што одев у школу. Бабка си дојде изморена, кога јас сум втора смена, јас морам јадење да направам за да може да си дојде брат ми за да јаде, пошто он одеше у градинка. И бев и мајка, и сестра, и тата, и се. И тогаш носи одлука. Не можејќи повеќе да го понесе притисокот на обврските, но и тагата кон мајката. На 16 години одлучува да го напушти домот. Јас едноставно гледав да најдам спас. Немаше кизне, мислам немаше љубов, тоа беше само 3 дена го познавав, ништо повише. И на 4-та ден ја решив да избегам и да бидам со него. И откако избегав, останав таму, тато прифаќа сето тоа. И назад. Мислам, постоја мама се врати назад и свадба направиме. Тогаш била 2 година на винаро-лозарски техничар. Наставниците се обиделе да ја поколебаат и да се врати дома, ама таа била цврста во одлуката. Со учениците пак само и се чуделе на одлуката. Не префрлувале, не ја разубедувале. После, откако направила свадба, таа останала трудна и на 17 години ја родила Софија. После 3 месеци откако останав таму, после 3 месеци останав бремена, одев во школа, завршив до 2 година учев. После тоа се породив и на 17 го родив правото дете. Скоро сите ја знаеа у школата ситуацијата, мислам другарки, пријателки, дека она не е више со нас и дека фактички на сите му било јасно дека јас сум барала начин како да се отргнам од сето тоа. И незината одлука млада да се омажи тогаш и не се чинела така лоша. Почнала да оди на работа, да вложува во домот, да си го чува детенцето. Ама маката што току почнала? Ненадејно, без причина. Мене и дето. Без никаква потреба, значи без причина. И до ден денеска најголемото ми има таков траума. Значи јас колку и да подвикнам на повисок глас, со повисок тон да и се изразам на неа, она вака се тресе. Ударите болеле и не престанувале. Навредите станале причести. Не знам што уште не ми каже. Не знам што уште. Со шамари, со плоци. Една што покуша да надава. Многу пати ми има исклучувано болјар. Вратата ќе ми е заклучена, да не испаѓам. А јас не одам ке знае каде. Не одев уствари никаде. Што треба да купам од продавницата, ќе го купам, ќе го донесам дома. Пара настрано не сум потрошила. Ниту па сум испаднала да пијам кафе. Постојано бев дома. Од дома на работа, од работа дома и дето си го гледав. И неколку пати без причина така. Без никаква причина стануваше и цака, вика. И во тој момент Даниела е решена повторно да побегне. Овој пат да се спаси од човекот, каде мислела дека го нашла спасот. Знаев дека ќе ме вратат тато и мојата баба ќе ме вратат назад доколку отидам таму. Мојата баба знаеше се. Значи и за проблемот што го имам со него се. И не отидов кај нив. Ки мама не покушав да отидам, затоа што она живееше по Чериец и беше сама и со една друга пријателка си живеа заедно.
Тогаш го запознав Трајчето, една година го познавам сегашното момче. Една година го познавав и после една година му пишав, оти ми беше срам. Не знаев како ќе изреагира, пошто он е ерген, и не знаев како ќе изреагирам. Му викам, добро, ти мене ме сакаш ли? Он вика, те сакам. И му викам, ако ме сакаш, ќе избегам заедно. Трајчето. Како милно звучи. Тоа е незиниот светол зрак и незината насмевка, незината радост. Бегството од ударите на првиот сопруг било заедно со Софија, која Даниела вели дека ни во еден момент не помислила да ја остави, како што тоа го направила незината мајка со неа и брати. Големото срце на Трајче пак ја прифатило и неа и незиното дете. Па Даниела со солзи радосници вели: Да, многу го сакам. И како може да не го сакам? Кога ми го сака детето, кога ми го прифанал. Затоа и сакав да родам уште 2 деца. Плюс 2 деца кои раѓа. Таму мен ми вика, роди. Не раѓа. Зошто да му ги гледам мајката? Денес веќе 3 години се заедно. И ете сега со среќа, може би немам ки знае колку, ама ме почитува, пред се ми го сака детето. Тоа е најбитно, што до сега, што кој би сакал туѓо нешто? Никој. Никој не сака туѓо, секој си го сака своето. Ја мислам како неговото срце нема никаде. Складниот брак кој го има, раатот кој си го нашла кај Трајче и 3 дечиња, Софија, Емануела и Илија, ја чинат оваа храбра жена, вистински борец. А има само 24 години. Сега веќе е свесна за грешката, ама сепак. Тоа што ми се случи е голема грешка, според мен. Затоа што да си на 17 години да родиш дете, не си одживеал ништо. Друго е да одживееш до 23 години и да бидеш мома и на 24 да си родиш, пример сега јас да родам. Друго е тогаш. И јас имам за кој да фактички има зашо да ми мине мене животот овие момент. Без разлика што сум го родила тоа дете пред 7 години. И плюс уште 2 деца. Значи има за кој да се грижам, има на кој да му обрнам внимание. Да едноставно да си го посветам животот на некој. И вистина, кога ќе ги погледнете очињата на 3 ангелчиња, ја гледате целата среќа на оваа мајка. И дојдовме до моментот од каде таа во нашата емисија. Другарката моја Славица. Она е иницијатор за ова. Јас не ни знаев дека ме пријави во емисијата. Отпосле од кога ме пријави во емисијата, ми напиша, ми вика, те пријавив во една емисија. Викам, која емисија? Вика, во ВИП на еден ден. Викам, а зошто? Па ти заслужуваш, вика, да бидиш. И викам, добро, фала, викам, ама не знам, викам, јас таа емисија не сум гледала. Чак гледаш, вика, и ми прати да видам дел од вашите видеа. И јас едноставно се зачудив. Сега не го знам името на девојката. Јас кога ја погледнав и реков, Славица, значи воа не е истата девојка. И она ми вика, зумира, ја сликата има пирс на веџето. Таа е, вика, вистина е воа. Значи толку голема трансформација, викам, нема шанси, не верувам дека постои. Да се изведе тоа. И после тоа ми побара таму. Ми рече, вика, која година си родена, те заборавив?
за да барат века информации. И сето тоа што требаше и го кажав и... Добре дојдовте во ВИП на еден ден. Денеска не замолија да ги растираме облаците од животот на една млада сопруга и мајка која се вика Даниела. Ја пријави незината другарка Славица и ние се наоѓаме во Неготино. Добре дојдовте во ВИП на еден ден. Даниела? Да. Може навам. Здраво. Кај си ти? А ти? Сонце, здраво. Добре си ти? Добре си. Значи јас сакам да ти известам дека ќе почнеме со трансформација. Да. Готово. Внатре ги избришавме солзите радосници, а Ема ја прашавме: каква треба да биде мама? Јас сум учила да биде мама, ама не да биде. На мама Даниела и направивме фотографии како што е процедурата за да видиме кои се од нашите соработници ќе треба да се вклучи. Ја прашавме за број на облека, а таа срамежливо одговори: "Оф, одамна немам купено ништо, не знам за број." Но одлучивме дека од око нашите соработници ќе иземат мерка и ветивме дека тргнуваме во потрага по новата Даниела. И кога веќе тргнавме да си одиме, на вратата се појави тој. Даниела за својот татко ни изјави дека е многу интересен човек, ама и строг. Тато малку е строг. Не сака да зборуват луѓето за него, не сака да му оговарат фамилијата, не сака да му биде оцрнет образот. И јас не дека направив некоја кизна и каква катастрофална, но мислам направив грешка што се омажив за првиот, тоа ми е катастрофална грешка. Ама вториот пат го направив тоа затоа што немав излез, немав кај да одам. Едноставно се го најдов спасот во трајчето. Па затоа и ни беше чудно кога се појави на вратата, ама со краткиот муабет веднаш не освои. Ако мене лично ме прашате колку имена имам, јас ќе ти кажам одма, јас сам менјал во 7 падежи. Дуро, Дире, Дајре, Диренце, Дурче, Дурислав и Дуре. Кажи ги ти. Добре, Даре. Добро. На брзина ни кажа и други работи, кои не можевме да ни ги споделиме со вас. Имав магариња, едната се викаше Елена Велерска, другата Касандра и Лепа Лана. Па мислам дека сум легенда и ќе останам. А јас се обидов да го вратам на темата за која што сме дојдени, па прашав: Кој ме повредил најмногу во животот? Или како се чува? Па во животот ме повредила со таа, сум бил 17 години у брак, што ја тоа не сум го заслужил. Ми остави малолетно дете, кој што го гледа мојата мајка, она мој мајка и татко и брат и сестра. Синот мој не го знае зборот мама.
керката и она, тогаш на мали години се омажи, еден брак, се растури тия брак, па сега тук кај шегува кујче мажена, немам зборник што да кажам за мојот иден зем траече. По-прекар саче. Ти знаеш како те клишијата и неготинци си има некој надимек. Значи за счето ништо лошо, а доказ за тоа е и тетоважата. Подарок од тато за Даниела. Даниела пак ми дошепна да го прашам за тетоважите. Па имавме една навистина интересна приказна. Сега, она што ме прави посебен е бројот на тетоважите и секој има приказна, така? А Да. Онака што е специфична е со Да, поранешниот председател. Сега ќе ви кажам искрено. Значи, Борис Трајковски го познавав лично и беше мој многу добар пријател. Беше после 2 години неговиот по неговата смрт, решил со велосипедот да возам Кавадарци Скопје. 116 км ги извртив негде за саат и 45 минути, со 2 пати прекин. Тоа беше првиот прекин на Мак Петрол на Велешко брдо, вториот е на влезот во Скопје и третото е на почивалото кај Подрема. Таму дадов заклета дека сакам да го извртам Македонија да тргнам од градот Скопје, да тргнам према границата на Срабија, да идам директно Сараево, Босна и оттаму да продолжам за Хрватска. Воедно идење на почивалото кај погребам Тоше Проевски, да оставам цела моја униформа, тоа се вика тренерки патки, што ми беа спонзор од пријатели во Тиквишијата. Мисля дека јас сум, како да ви кажам, болнуван или ретардиран човек. Јас сум многу паметен, добро знам што правам, добро знам кај одам, добро мислам со главата и сето тоа што го правам во интерес на мојот син. Ејме и за черката сега си има она брак, кога можам помагам, кога не можам, значи јас не седам на едно место, јас сум како ветрот, сега ме гледаш, после ќе ме видиш на 20 на 30 место. Сосема неочекувана, ама приказнава веќе ни почна со насмевка. А имаше дуро даре да ни раскаже уште многу, ама ние по друго бевме дојдени. Ги поздравивме со ветување, следниот пат повеќе да се дружиме. Враќањето во Скопје ние со намера да направиме набавка на подароци, но и да избереме облека за трансформацијата на Даниела. Бидејќи 8-месечниот Илија не освои комплетно, а Ема не маѓарца, одиме прво по кашички и супчиња за дечињата. Сега одиме по подаръци за Ема, Софија, Илија, мама и тато. По пат налетавме на фанови. Девојката ми рече може ли јас да бидам во VIP на еден ден и бидејќи камерата снимаше, веќе беше во емисијата. Тебе снимаме, не види? Да. Те има! Здраво, еве ме пак кај вас. Сега имам ново барање, затоа што имаме една мајка, која што е доилка, прво да се поздравам. Мајка која што е доилка, значи мајка е на 3 дечиња, едното е 8 месеци. Тоа е тоа што сцица, нели, имаме 2 години девојче и имаме уште едно девојче кој што има 7 години. Воопшто имате градници за доење? Да, може да ги видам.
Супер. Да, отлично. Так, бројчето треба да го одбереме, значи тоа е ова што се отвара тука и кој добро. Добро. Сега да одбереме чорапчиња. Каде стојат бебешки чорапчиња? Машко. Да. Леле. Ние кога бевме, он баш ги гризеше чорапчињата, што значи дека би уживал. Види. А хулахопчиња никој сега за девојчињата? Да? Овие се со пуфки. Како шипичка. Леле, колку се добри овие. Значи ова е 11, како идат? Значи 7 е девојчето, да. 9-10 може за едното детенце, другото колку беше? 2, не 3. Она цело време кажуваше 2 и цело време ја поправаа. 3. Така, ама да не бидат исти. Исти, Еве, ваква Никоја? Еве го ова, таман. Види. Еве, ова може. Па да. И види. Многу добри. И ова со свитка. Добра. И сега чорапите. Може сите да ги зидам. И ова рековме. И ова со мечињата. И тоа со зајчета. Ајде, тука ја доставам. Ете вака. Добро. Јас се пристигнав сега во линеја и додека ја чекам Викторија Бурсаќ да дојде, за да ни каже што треба да одбереме за нашата кандидатка, јас ќе се обидам да одберам нешто, а после тоа ќе видиме дали сум погодила во однос на сите совети кои што ги дава Викторија. Ете, јас како обичен гледач да речеме, да видам дали ќе го погодам она кој што навистина ќе одговара на нашата кандидатка. Значи вака, во однос на тоа што Викторија ми кажа, е дека ако ме малку покрупна, нели, треба да внимаваме во однос на боите, треба да внимаваме во однос, нели, на самата нејзина конституција, затоа што не треба да одбереме нешто што ќе биде премногу тесно, за да, нели, не ја отцрта. Така да ќе разгледам јас. Ако ова е не, се обидувам да звучам како неа, тогаш ќе треба да береме нешто кое што ќе биде соодветна, значи на нејзините години. Ова изгледа фина, ова изгледа убава. Добро, бројчето само ми треба. Евако. Ова е вака. А ова може да изгледа многу убаво. Освен ако, нели, не ја отцрта. Добро. И овие боички се многу убави и свежи. Ево, сега ми треба тука Викторија. Например, ја ова не знам што да го комбинирам. Не знам. Ништо. Јас ќе кажам дека сум го брала ова, не знам што да го комбинирам. А тука да видиме што би имала. А бели. Имаме бели кошулчиња, што исто се многу супер. Чекај да видам. Ама тоа не знам како ќе стои. Тоа не знам како ќе стои. Мене ми се допаѓаат, ама Викторија, помош.